Годината што измина ја следа многу турбуленции, многу промени во сите сфери на општеството. И по 2 години живот со вирусот и сите негови мутации, се уште не сме вратени во нормалата, а веќе на прагот од новата се соочуваме со уште еден предизвик, овој пат од енергетски карактер, кој може да предизвика и економски потешкоти за граѓаните. Тронката надеж дека светот ќе се промени и ќе ја научи лекцијата со пандемијата изостана во изминатите 365 дена. Напротив, светот потона во уште поголема сиромаштија, богатите станаа побогати, а научниот свет беше игнориран. Политичките елити, како и секогаш, не ги слушаа препораките на експертите, а со тоа загуби културата, економијата, енергетиката, здравството. Накратко кажано, загуби демократијата. Правејќи ретроспектива на годината што измина, доктор Злате Мехмедовиќ вели дека мутациите на вирусот од една страна, но и научните достигнувања со вакцините од друга страна генерално направија најголеми промени во општествата. Мутациите на вирусот беа основната работа на која што кажав дека треба да се фокусираме уште на почетокот на 2021 година, кога бевме жртви на бранот предизвикан од алфа варијантата. Јасно беше дека следењето на пандемијата треба да биде преку следењето на вирусите, еволуцијата на вирусите, новите варијанти кои што ќе произлегуваат како резултат на таа еволуција, и тоа се оствари. Во текот на изминатата година, доколку ја земеме и последната варијанта Омикрон, имавме 3 варијанти, почнувајќи од алфа, потоа передовме на делта и сега сме веќе по регистрацијата на првиот случај на Омикрон во државата, прашање на време кога таа ќе биде силно расширена и кога ќе биде доминантна. И тоа неверојатно дека нема да застане тука. Значи, иако не се живи суштества, вирусите имаат тенденција да еволуираат. И таа еволуција покажуваат преку мутација, односно напредување на своите својства, можноста да го избегнува човековиот имунитет, тој начин да си ја остварат својата единствена причина поради која што постојат, тоа да се реплицираат и да преживеат. Од друга страна, вакцините исклучително многу помогнаа во процесот на спречување на тешката симптоматологија и смртните исходи посебно кај варијантите кои што се појавија. И тоа го гледаме и со последната варијанта Омикрон. Иако се зборува за податоци кои што се премногу рано да се толкуваат, може да се каже дека во основа клеточниот имунитет кој што е создаден како резултат на прележување на болеста и на вакцинирањето, нудат сосема добра квалитетна заштита во однос на тешките клинички форми на болеста и смртниот исход. Коментирајќи ги проблемите во стопанството и енергетскиот сектор, кои на големо затропаа на вратите на граѓаните пред почетокот на оваа година, професорот Константин Димитров вели дека не очекуваат дни за неизвестности, но и тешки наредни 12 месеци. Ако оваа година беше тешка, веројатно идната година ќе биде уште потешка, затоа што сите оние средства, финанси во буџет предвидени за некои други проекти ќе бидат однапред потрошени оваа година и почетокот на идната година за да се обезбеди нормално снабдување со електрична енергија на граѓаните. Веќе стопанството е принудено само да се снаоѓа во непосредните договори со трговците на електрична енергија. И тоа е. И не очекува тешка година од повеќе причини, затоа што со поскапување на електричната енергија, кој што влегува во цената на секој производ и во секое домаќинство во буџетот чувствително влијае, мора да се зголеми. Не е туку оправдување за нас, кога си велиме, да, имаме најниска цена на електрична енергија, ама имаме и најниски и најмали плати. Ова е производ кој што се произведува, го купуваме на берза, на европска берза, кај што секоја стока си има своја цена. Ако си има своја цена, треба да се плати таа цена, па да се троши помалку. А како да трошиме помалку? Ако помалку ја трошиме, порационално, помно и на крај основното, да произведеме собствена поевтина енергија. Тоа не го направивме, не знаевме, не сакавме, не предвидовме, не слушавме што се зборува, сега тоа ќе го платиме скапо. Слабиот капацитет на институциите за делување во кризни моменти можеби е најголемиот предизвик на кој мора да се работи во иднина, доколку сакаме да имаме ефикасен систем за брз излез од состојби кои се непосакувани, оценува доктор Злате Мехмедовиќ. Зависи од тоа каква е кризата која што ќе биде актуелна во моментот. Мислам дека до сега немавме сериозно до тој момент оптоварување на здравствениот систем,
за да бидеме ставени на тест, да не испорачаме здравствена услуга на поголема група граѓани или на поголема група на оние кои што им е потребна здравствена заштита. Нешто што за жал во некои земји дури се случи. Меѓутоа, тоа не мора директно да го врзуваме за здравствените капацитети. Може да се каже дека едноставно имавме среќа во процесот на избегнување на тешките кризни сценарија кои што произлегуваат од појава на овие варијанти и широка дисеминација на вирусот. Можеби во одреден период, одредена варијанта, навистина ќе го стави системот на таков тест, за да видиме дека одредени капацитети не се во насока на толку добра функција како што ни покажа и во изминатиот период. Не треба да забораваме дека болничките капацитети сами по себе не се само место каде што ќе го сместите пациентот, ти имаат своја цел, а целта е да го третирате, излекувате пациентот и да го испратите дома. Една од најсериозните работи на која што многу малку работевме во изминатата година како држава, и тука посебно мислам дека институциите потфрлија, мислам на Министерството за здравство, секако мислам на високата смртност. Во моментот сме 6 во светот по смртност пер капита, што е застрашувачки, навистина е многу висока стапка на смртност и се уште не беше објавена сериозна анализа, зашто тоа токму на нас не се случува. Со слични размислувања околу нефункционалноста на институциите, но во енергетскиот сектор е и професор Димитров. Тој се сомнева во убедувањата на властите дека ќе имаме ефтина струја и економска стабилна година. Основно правило е тој што те вовел во жива кал, тој да знаел немал да те внесе таму. Ако тој таму те внел, како ќе те вади? Има таму една убава приказка Слеп водач, кој сека нека чита од Радамановиќ, ќе види дека народот ако слуша Слеп водач, ќе го носи ни стрње, ни скали се. Тоа го направивме во овие години, влеговме во неколку дубиози и ќе ни требаат веројатно една деценија да некако се извлечеме, да дојдеме на позитивни токови во индустријата, во енергетика. Енергетиката е таков сектор кај што се планира на 10 години однапред, за да немате кризни состојби, кои што таа енергетска кризна состојба предизвикува криза во стопанството, но најважното е на крај финансиска криза. Ние комплетно пари ќе немаме за ништо друго, ќе платиме ово и после нити социјална помош, нити плати, нити ништо ќе остане се на страна. Во меѓувреме, граѓаните кои ги анкетиравме за 25 минути посакуваат новата година да им донесе пред се здравје, а на политичарите им порачуваат да внимаваат на економијата и на поскапувањата. Што очекувате во новата година? Во Македонија здравје на секому и владата да превземе подобри мерки. Во однос на пандемијата и на енергетската криза, што мислите? За струјата да воведат рачун. Граѓаните се многу сиромашни, а за пандемијата секој да се вакцинира. Што очекувате во новата година, во однос на пандемијата, на економската криза и на случувањата? Пандемската криза ќе заврши следната година, мое очекување. Економските прашања тешко дека ќе се решат. Со новата влада ќе видиме што ќе видиме. Што очекувате во новата година? Во однос на пандемијата, на енергетската? Да има позитивна енергија, да има радост, да има среќа, луѓето да се срекни, да се живи и здрави, весели, да има свадби, да има крштевање, тоа очекувам. Во однос на енергетската криза која што се најавува? Тоа нека го решат по кратка постапка за да луѓето живеат нормално. Тоа е несфатливо за денешно време и сите тие околности што ги живееме, тоа да го ликвидираат с места, да не го човекот окупираат со глупости, со безвеза. Оптимизмот секогаш треба да биде водечка сила која ќе не води напред, коментира доктор Злате Мехмедовиќ. Јас и минатата 2021 година се надевав дека ќе биде година во која што ќе го дочекаме крајот на пандемијата, ќе биде безковидна, меѓутоа надевањата и реалната ситуација на теренот не секогаш ви се совпаѓаат. Верувам дека постојат апсолутно две можни сценарија се. Или ќе ставиме точка во наредната година, или оваа наредна 2022 година ќе
ќе продолжиме да живееме со вирусот и ќе ја пренесеме во 2023 година таа травматична состојба која што веќе подолго време за сега. Не знаеме што ќе донесе годината што е пред нас. Реалноста е дека животниот тек ќе се менува уште, а ние повторно ќе требаме да се прилагодуваме. Како и која траекторија ќе одбереме да се движиме, најмногу ќе зависи од самите нас. Катерина Колозова ја заокружуваме оваа година повторно со вас, како што тоа го сторивме минатата година. Тогаш имаше тронка надеж барем, тронка светлина дека светот ќе се промени, ќе ја научи лекцијата со пандемијата особено. Напротив, светот потона уште повеќе во сиромаштија, богатите уште станаа побогати, научниот свет беше игнориран. Ја гледате ли вината токму во политиката? Да, прво ја гледам вината во слоганизмот на политиката. Тоа демагошко повикување на верба во науката е на некој начин интервенција во тоа што е наука и научно и се прави дисторзија на тоа што е природа на науката. Природата на науката е да нема еднозначни вистини, туку да има надпревар на вистини. Зошто политичарите ја искривуваат научната вистина? Што добиваат со тоа? Добиваат уназаден свет? Добиваат легитимирање на определена агенда, да речеме, која е таа агенда, за жал, веќе не можеме да сватиме и не можеме веќе да разбереме дали светот има јасна ориентација во оваа постпандемиска ера. Ако се сеќавам добро, лани јас изразував надеж дека пандемијата ќе не научи како да бидеме зелени на планетарно ниво, како дигитализацијата ќе оди од рака, односно не оди од рака, дигитализацијата е замислена барем на ниво на Европа како главниот инструмент на позеленување на сите политики. Да бидеме солидарни исто така. Да, солидарноста, тоа беше една од лекциите, постојаните пораки. Но знаете, кога добивате од државата препорака да бидете солидарен, треба да земете во обзир дека државата е една појава која што има инструменти на репресија и така натаму, така што државата која ќе ви даде диктат да бидете солидарни, треба малце со зрно сол да ја земете таа препорака. Иако лани, да речеме, тоа чувство на сеопшта солидарност произлегуваше, беше произведено иманентно од општествата и поединците. Но оваа година веќе гледаме како државите го присвојуваат тоа. Бидете солидарни. Ова е глобална ситуација. Во оваа глобална ситуација се наоѓаме сите. Од друга страна, постојано се затвораат границите, секој има своји национални политики. Наместо да се отвориме едни кон други и заедно да научиме како планета како да се избориме и со пандемијата и со климатската ургентност, јас би рекла, климатската криза, парадоксално се случи обратното, се поголемо затворање во национални држави, дури и внатре во ЕУ, која што на некој начин треба да функционира како супранација, еден вид на нација и границите барем внатре во неја треба да останат отворени. Што е проблемот, значи, зошто човештвото низ историјата многу повеќе се ослонувало на науката, што се случи во меѓувреме да доминира политиката? Да, тоа е интересна обзервација, многу значајна, дека, барем јас така разбирам, многу често кога ќе ги слушнете властите, верувајте во науката, вие гледате дека тоа е употребено за бранење на определена политика, која што може би е совршено оправдана. Не постојат други мерки, инструменти на јавни политики за да се справите со пандемија. Но тоа е, значи,
еден аргумент дека тој повик им служи на политиките во кои што во тој момент се да претпоставиме најможните добри политики. Но од друга страна пак ќе повторам, не се прави услуга на науката која се кажува и со значи експлицитно се кажува со таквите искази дека има само една теорија, само една верзија на вистината и така натаму. Факт е дека постојано дебати внатре во научната заедница. И јас не следам, не сакам да бидам аматер и да следам во борбата со вирусот што е ефикасно, дали се маските, дали не се маските ефикасни. Јас одбирам да бидам обичен граѓанин и да ги следам инструкциите на државата, тоа е се. Но еве ги спомнавме овие луѓе овде, и Дерида, и Симон де Бовар, таму има и некои други, и еве, и меѓу тие други и Мишел Фуко. Епа, сега вака, јас на овој институт и во други установи порано, па и на други универзитети сега паралелно, предавам еден предмет што се вика епистемологија. Тоа е, значи, филозофија на науката. Што се случи и зашто имаме таква симплифицирана наука, зашто имаме таков симплифициран речник на политичарите за науката, како си дозволија политичарите да зборуваат во име на науката. Не е само пандемијата, земете го, например, и македонско-бугарскиот спор, историското прашање. Во кое вие влегувате во таа дебата? Да. Исклучиво преку научна призма. А од друга страна имате политичари кои што упорно ви диктираат во тој рок да одлучите која е апсолутната вистина. Или имате декларација на парламент. Двата парламента се всушност проблематични, и бугарската декларација која што објавува апсолутна вистина, историска вистина, и наложува на научници, на комисии составени од научници, која апсолутна вистина да ја пласираат од сопствената национална страна, и од другата страна имате, кај нас има исто резолуција на парламент, кај што парламентот им налага на научниците како треба да го разберат потеклото на нашата нација и така натаму, и употребува зборови како автохтоност, вековно постоење и слично, што, например, сигурно една стандардна историска наука веднаш ќе го проблематизира и ќе каже какво е тоа вековно постоење и континуитет која нациите постојат од 19 век. Тоа е само илустрација како политичарите денес ги вепонизираат науките, додека, само да се врата на првото прашање, додека овие убави времења кои ги спомнавте ги нема денес, според мене затоа што во дебатите, во научните дебати се помалку ги има филозофите или врската меѓу филозофијата и науките. И сега за Македонија, дневната политика не ја дебатираме, се разбира. Како вие гледате? Го споменавте македонско-бугарскиот спор, тоа поглавје да го затвориме, веќе го изанализиравте. Што друго гледате проблем и начин на избавување, односно решенијата кои би биле, но не дневно политички? Да, има повеќе кризи. Економска, енергетската, да, пак врзана можеби со нешто што не поканува да се подсетиме на ланското интервју. Значи, оној оптимизам дека пандемијата ќе биде искористена за побрзо транзитирање кон зелени извори на енергија, и тоа се покажува дека беше еден наивен ентузијазам. Значи, постои транзитирање, но со недоволната внимателност повторно за околината и за планетата. Всушност имате престројување на големите бизниси кои што не барат алтернативи на очигледните ограничени ресурси на планетата во однос на минералите со кои што може да се произведуваат батерија. И Македонија влезе во таа замка. Да, сите сме влезени во таа замка, и четвртата како е наречена индустријска револуција што ја најави Светски економски форум уште 2019 би требало да биде ова, но ова
револуција, очигледно, така наречена револуција, на прво место ги става очигледно големите бизнеси, се покачија цените на струјата, значи, се укина нагло користењето на јагленот, сиромашните така ја плаќаат цената сега со тоа што сиромашните земи прво ја плаќаат цената, што увезуваат скапа струја без јаглеродни отпечатоци, додека големите сили се веќе подготвени за постепено транзитирање. Каде е тука револуцијата и каде е тука зелената агенда ако осиромашите 80% од планетата за да ја спроведете зелената агенда? Јас не го гледам тука вакво бенефитот за човештвото ако е по таа цена. Второ, да, тоа позеленување на енергијата или енергетиката мора, значи да биде императив, тоа нема сомнение во тоа, но ако вие го изведувате тоа на таков начин кај што едноставно само ќе осиромашите еден голем дел од човештвото, а не го подготвувате за транзициониот период, тоа не е револуција, тоа е business as usual, значи тоа е големите бизнеси, како и обично, големите бизнеси се пристројуваат за тоа што е сега голема и новиот, како да кажеме, голем извор на нови форми на богатење без обзири кон послабите, посиромашните од себе, независно дали се тоа држави или поединци. Мене ми е жал што со ваков депримирачки тон треба да почнеме да почнеме да замислуваме следната година. Но тоа е реалност. Не да се ни останува активизмот за вистинска борба против климатската ургентност. Катерина Колозова, ви благодарам. Благодарам на интервјуто. Мартин Демировски, како Европската Унија, како Европа гледа на 2022? Кои се прогнозите и кои се решенијата кои се насетуваат, односно веќе се стапени на сила? Европска Унија успешно се справи со својата мобилизација и со мобилизацијата на своите политики и ги зацрта своите цели за 2022 година. Како аргумент служи скорешното подпишување на декларацијата помеѓу Европскиот парламент, Советот и Европската комисија, кај што ги зацртува точно целите за 2022 година. Постојат 6 цели, тоа е имплементација на зелените политики во земјите од Европска Унија. Второто е оформување на Европската дигитална декада. Третата цел е економија што работи и одговара на предизвиците на граѓаните. Четвртата цел е промоција на слободна и безбедна Европа. Петата цел што ја имаат зацртано е Европа појака во светот. И шестата, последна цел што ја имаат е заштита и унапредувањето на демократијата и заштита на европските вредности. Имаат ли воопшто план за ковид кризата? Значи тоа се сите цели кои што спаѓаат во тој пакет како да се справи Европа постпандемична ситуација. Значи веруваат дека пандемијата, ковид кризата ќе заврши. И пандемијата ќе заврши. Точно, мислат дека вакцинацијата како процес е многу успешен. Успеале да вакцинираат поголем дел од популацијата. Тука се уште постојат некои земји од Европска Унија како Бугарија, например, кои што тапкаат во место и сега бугарската влада гледа како да го среди тој процес и како да го подигне својот процент на вакцинирани граѓани во Бугарија. Друго нешто што мене размислувам за нешто е дека 2022 ќе стане, може да стане и година на скандали, например. Зашто? Затоа што гледаме дека многу земји од Европска Унија имплементирава локдауни.
тие локдауни нанесува многу штети на многу луѓе. Не знаеме како државите ги трошева парите за време на овие 2 години од ковид кризата. Друго нешто што мислам дека е интересно за да се размислува е презентацијата на резултатите од процесот кој што го започна Европска унија во врска со иднината на Европска унија. Добро, Мартин Темировски, јас благодарам за оваа сеопфатна анализа. Благодарам на вас на времето.